Почитувани граѓани, почитувани медиуми, од ден во ден, оваа влада на чело со Зоран Заев влегува во се поголеми скандали. Последниот во низа е личната ургенција на Зоран Заев кај граничните службеници на граничниот премин ДВ Бајер да пропуштат 5 патнички возила со патници во 1 часот пополноќ во полициски час. Се уште молчи цела влада, молчи Зоран Заев, а молчи и МВР и Оливер Спасовски. Зошто? Зошто лично се јавил Зоран Заев како премиер да ургира за овие 5 возила да ја поминат границата во 1 часот пополноќ. Ова не е работа на премиерот, ниту пак обврска, па затоа прашуваме. Која била причината лично Зоран Заев да се јавува да се пропуштат возила на граничен премин во полициски час? Потоа, што превезувале истите возила за кои се јавил лично Зоран Заев? Кои службеници се тие што ја спровеле насоката на Заев, иако не смеат да примаат насоки од премиер, туку си имаат хиерархија? Дали е извршен претрес на овие возила и да се види дали превезувале нешто? Дали можеби со ова јавување на Заев нема простор за сомнеш, за потенцијален шверц во полициски час на одредени работи? Сигурно е после јавувањето на Заев никој не ги проверил овие возила што превезувале. Според нашите информации се работи за 3 возила од Скопје, едно од Тетово и внимавајте едно странско возило од Косово со косовски регистарски таблички и косовски државјани. Кои се овие луѓе што се толку важни за лично Зоран Заев да се јавува да ги пропуштат во полициски час? Згора на се, кои се службениците кои се обиделе да ги сокријат во службените белешки овие возила дека поминале, а најпрвим потенцирале дека Заев лично се јавил да ургира за нив? Дали и ова заташкување и бришење од евиденција е по насока повторно на Зоран Заев? Што се обидуваат да сокријат? Почитувани, ова се суштинските прашања за кои бараме одговори. Зошто Заев лично се јавувал кај службеници да пропуштат 5 возила, од кои мајки во предвид едно е возило од Косово и не се превезувале внатре македонски државјани, и нормално што превезувале истите возила? Нејаснотиите мора да се разрешат, владата и МВР мора да одговорат, а одговорност мора да се сноси. Благодарам.